Добар ден, попладневни вести на Слободен печат. Јас сум Александра Вуксановиќ. Еве што има ново. Возило на брзата помош заглавена кај клинички центар Мајка Тереза во Скопје. На видеото кое што ни го испрати читател може да се види дека улицата е преполна со возила, па е практично невозможно амбулантата да мрдне од место, иако треба да има предност. Според нашиот читател, ова често се случува поради што лани повеќе луѓе настрадале во дворот на клинички бидејќи не стигнале до местото каде што треба да бидат лекувани. Слободен печат неколку пати пишуваше за хаосот и безредието кое со години владее на паркингот на клиничкиот центар. Паркинзите се премали за да ги собере сите возила, па паркираат кој каде ќе стигне. Автомобили остануваат заглавени и не можат да излезат од кругот на државна болница, а парализиран е и сообраќајот на Водњанска. Продолжуваме со останатите информации. Премиерот Христијан Мицкоски денеска одговарајќи на новинарски прашања рече дека имаме стабилни количини на гориво и не треба да има никакви стравувања. Иако потрошувачката е зголемена на дневна основа заради притисокот на одредени погранични места. Тој повтори дека со вчерашната одлука на влада овозможиле регулаторната комисија да ги намали акцизите за дизелот 4 динари по литар, а за бензините 2 динари по литар. Попустот на горивата на Окта од 3 динари за дизел и 2 динари за бензините по литар останува до крајот на месецот. Со албански и американски знамења, како и со транспаренти, стоп за институционалната дискриминација. Студенти денеска протестираа барајќи правосудниот испит да може да се полага и на албански јазик. Учесниците носеа и политички пораки, меѓу кои Охридскиот договор не се преговара повторно и законот за јазици е јасен, а дел од нив упатија и директни пораки до правосудните институции и Уставниот суд на Македонија. Не го допирајте законот за јазиците, беше една од пораките на протестот. Барањето за полагање на правосудниот испит на албански јазик според важичката правна рамка отвора и уставни дилеми, бидејќи за ваква промена би била потребна интервенција во уставот. Отворени се 6 реновирани хируршки сали на хируршките клиники во клинички центар Мајка Тереза. Во проектот, како што информираше доктор Мерџановски, е влезена и нова хируршка сала во ургентниот центар, која ќе помогне да се зголеми бројот на еднодневни операции. Министерот за здравство Азир Алију информираше дека овие операциони сали имаат 100 годишна гаранција за квалитет на нивната инфраструктура. За вкупно 10 операциони сали предвидено е да се потрошат 282 милиони динари за реновирање. Темата е на Мирослава Симоновска. Министерството за здравство го менува законот за алтернативна медицина и во него додава 4 нови методи за лекување и рехабилитација: халотерапија, ајруведски третман и рехабилитација, комплементарна психотерапија и терапија со звук, боја и светлина. Покрај енергетската терапија реики, во измените на законот се додаваат и методите за рехабилитација, бахови цветови и кристалотерапија. Овие предложени измени на законот за комплементарна и алтернативна медицина се објавени на сајтот ЕНР минатата недела и се достапни за јавна расправа. Поранешниот претседател Стево Пендаровски ги отфрли информациите дека се подготвува за формирање нов политички субјект, оценувајќи дека станува збор за шпекулации со политичка позадина. Реакцијата доаѓа откако во јавноста се појавија информации дека Пендаровски остварува средби и консултации со соработници и јавни личности со цел креирање нова политичка платформа за настап на избори. Се работи за шпекулација излезена од лабораторијата на власта, во која моето име е сосема свесно злоупотребено во контекст на нивната пропаганда против најголемата опозицијска партија СДСМ. Познавајќи ги добро, сигурен сум дека ова нема да им биде последен таков обид, изјави Пендаровски за Слободен печат.
Македонецот со иницијали ХК 31 година е уапсен од српската гранична полиција, откако на преминот Прешаво му била заплената недозволена количина електронски цигари. Српското министерство за внатрешни работи информира дека при преглед на возилото на осомничениот, граничните полицајци во багажниот простор пронашле 1303 парчиња електронски цигари вейп од различни марки, кои ги транспортирал без дозволи и одобренија издадени од надлежните органи на Србија. Државјанинот на Македонија ќе биде приведен во надлежното обвинителство. Во петок на 10 април официјално ќе започне да се применува системот за влез во Европската Унија, со што на надворешните граници на Европската Унија се воведува нов дигитализиран начин на евиденција и контрола на државјани кои патуваат за краткорочен престој, а се од држави кои не се членки на Европската Унија, вклучувајќи ја и Македонија. Од граничната полиција на државата се преземени сите потребни мерки и активности, односно ставени се во функција сите расположливи материјално-технички и човечки ресурси со цел, како што велат, да се обезбеди брз и непречен проток на патници на граничните премини. Трагедијата на железничката станица во Нови Сад, чија настрешница на 1 ноември 2024 година усмрти 16 лица, не беше изолиран инцидент, како што властите се обидуваат да го прикажат, туку резултат на брзањето на државниот врв, објектот што побрзо да почне да се користи. Многу документи објавени по трагедијата потврдуваат дека во тој момент јавниот простор не бил завршен и дека до фаталниот колапс дошло практично на градилиште кое заради политичка пропаганда било камуфлирано како функционална станица, пишува Српски радар. Според Неделникот, нов доказ за ова не се само изјавите на функционерите кои тврдеа дека станува збор за една од најмодерните и најубавите станици во цела Европа, туку и полисата за осигурување на тој објект, која представува своевидно признание на рати. Повеќе за ова на нашиот сајт. Израелските медиуми објавија дека Иран повторно употребил касетна муниција во нов ракетен напад врз областа на Тел Авив рано утринава. Во близина на Тел Авив имало околу 20 места кои биле бомбардирани со иранските касетни бомби, меѓу кои училиште. Неколку лица се повредени, вклучувајќи и жена која претрпела сериозни повреди. Уште вести од светот. Ликвидиран е шефот на иранската разузнавачка служба Маџид Хадеми. Тој е убиен во напад за кој Иран ги обвинува САД и Израел. Хадеми за време на речиси половина век искрена и храбра заштита на исламската револуција, системот и татковината, дал голем траен и поучен придонес во областите на разузнавањето и безбедноста, што може да послужи како водич за разузнавачката заедница на земјата во годините што доаѓаат, велат од иранската револуционерна гарда. Македонската атлетика доби нов историски ден на националното првенство и куп надпревар на 10.000 метри. Двајца наши атлетичари испишаа нови страници во историјата на македонската атлетика. Дарио Ивановски освои прво место во сениорската конкуренција и постави нов национален рекорд со време од 29 минути 7 секунди 11 стотинки. Во женска конкуренција Дарија Крстевска беше првопласирана кај сениорките и оствари нов национален рекорд со време од 40 минути 14 секунди и 11 стотинки. Тоа беше се во попладневните вести. Ви благодарам на довирбата. Повеќе содржини ќе најдете на нашиот сајт и секако продолжете да ги следите профилите на Инстаграм и на Фејсбук на Слободен печат.